Со конечен резултат од 78:68, кошаркарскиот клуб Борец Баскет ги совлада гостите од Команово, кошаркарите на Михајловски. Надпреварот се одигра во празна сала поради казната која Кошаркарската федерација му ја изрече на Велешкиот клуб. Инцидентот на надпреварот со Вардар Баве, кој имаше и 15-минутен прекин, го чинеше Борец Баскет, еден надпревар без публика и парична казна од 25.000 денари. За еден клуб како што е нашиот, каде што се уште немаме генерален спонзор, каде што ја привлековме велешката публика во најголем број во последниве неколку години, да доживееме една таква казна. Меѓутоа, видовте денес на надпреварот, значи екипата беше вољна да се на некој начин сама мотивира и направивме и добри подготовки за овој надпревар и го добивме. Иако разликата не соодействува на тоа како беше во тек на надпреварот, јас на крајот ги ставив сите играчи, они од јуниорскиот тим и разликата остана на 10. Меѓутоа во моментов и тоа не беше важно да се врати атмосферата. Значи и покрај тоа што бевме во Кошаркарската федерација, упативме изјави, го пуштивме CD-то, оние гледа изјавата од вашата телевизија, значи дека сме коректни, дека ја кажавме ситуацијата таква како што е во вистинска смисла, меѓутоа останаа глуви на сето тоа и за жал ќе имаме голем товар да ја платиме оваа казна, а посебно денеска надпреварот го игравме како на тренинг, значи без публика. Кошарката и спортот општо се игра, се знае за публиката. Љутков на денешниот надпревар одлучи да им даде шанса и на помладите во тимот. Денеска направивме на крајот неколку измени, сакав да им дадам шанса бидејќи на овој надпревар имав можност, не бркав некоја разлика, иако можеше во еден момент беше и 19 разлика. Сакав да им дадам поголема шанса, момците заслужено го добија овој надпревар, значи се бореа максимално, тоа е наш стил на игра и ги оправдавме очекувањата и се извадивме за оној несреќен, за оној тежок пораз минатата недела во Гевгелија. Преварот беше добар, имавме неколку грешки, падна разликата. При крајот на преварот направив неколку грешки, али сепак добро изигравме. Сите. Каква е разликата да се игра пред публика од, да речем, 800 колку што имаше на претходните надпревари и сега е пред празна сала? Многу е голема разликата. Сепак изигравме и без публика, убаво изигравме, али многу помага публиката во секој случај. Кога е во поголем број, има многу помош, повеќе сме мотивирани и се. Честитки за победата на велешани им упати и гостинскиот тренер. Пред се да им ја честитам победата, заслужена победа на домашната екипа. Ние наставивме без двајца повредени играчи, не бевме могуćност да комплетни да бидеме на оваа утакмица. Комувавме за нашиот пораз на сами наши собствени грешки. Мислам дека во идниве надпревари ќе биде тоа што на грешки ве се учи и тоа ќе го поправиме во идниве надпревари. Следниот викенд Борец Баскет гостува во Радовиш. Во колото потоа Велешкиот тим е слободен, а идниот надпревар на домашен терен е на 24 месецов против екипата на Шкупи. Тоа е надпревар против екипата на Шкупиот. Нас Албачаир ќе бараме сериозна посетеност, ќе бараме поддршка, огромна поддршка, меѓутоа имајќи го предвид она што ни се случи на претходниот надпревар, ќе замолам целокупната велешка јавност и сите оние кои искрено сакаат да навиваат и да гледаат спортски надпревар, да дојдат и да бодрат спортски без фрлање на било какви предмети, бидејќи гледате сега, казните ќе бидат сега дуплирани ако се случи повторно такво нешто, а таа победа ни е баш онака од аспект и на клубот, а и од аспект на градот, сакаме да го добиеме тој чаир. Па за домашен терен очекувам дека и сакам да дојде многу повеќе публика, да има во многу голем број да има публика, да не бодрат, за да имаме поголема мотивација и ние, затоа што имаме тешка утакмица против екипата на Шкупи од Чаир. Добра екипа се, па се надевам дека ќе има многу публика, многу повеќе од претходните такмици. Зимскиот дел од сезоната Борец Баскет ќе го заокружи на 27 декември со гостувањето во Кочани.